Со добивањето на уверенијата по завршениот втор круг од локалните избори, новиот градоначалник Љупчо Папазов и членовите на Советот на општина Кочани и официјално го почнуваат својот мандат. Во салата на мултикултурниот центар, претседателката на општинската изборна комисија Билјана Димовска-Гичева им честиташе на изборот и им посака успешна и ефикасна работа во исполнувањето на проектите, како и во решавањето на комунални прашања што се од интерес на сите граѓани. На доделувањето на уверенијата присуствуваа сите избрани на функциите, освен еден советник кој од оправдани причини не дојде на свеченоста. Потоа следуваше вообичаеното заедничко фотографирање пред општинската зграда. Веднаш по добивањето на уверенијата следеше и примопредавањето на функцијата меѓу досегашниот градоначалник Николчо Илиев и новиот Љупчо Папазов. Очекувам спроведување на она што беше зацртано во мојата програма, реализација на проекти кои се во интерес пред се на граѓаните и кои доаѓаат како идеи и интерес од граѓаните. Значи ќе работиме за реализација на тие проекти и во секој случај она што е оставено како реализација, проекти кои се навлезени во длабока фаза на својата реализација, ќе продолжиме да ги довршиме до крај. За останатите ќе треба да ја скинираме состојбата во општината, да ги разгледаме приоритетите и да продолжиме да работиме. Еден од суштинските проекти за кој ќе посветам посебно внимание, реконструкцијата е на главниот потисен цевковод во делот на решавањето на проблемите со загубите со вода и во делот на решавањето на квалитетот со водоснабдувањето во општина Кочани. И мислам дека можеме брзо да влеземе во реализација на тој проект. На примопредавањето на мандатот, предходникот на Папазов, Николчо Илиев, му честиташе на победата на локалните избори и му посака успешна работа во наредниот период. Да му честитам на добиениот мандат, да му посакам пред се добро здравје и многу успеси во неговата работа. Општината е со ликвидна сметка, дека за поголем дел од проектите имаме исто така обезбедено средства. Дел од средствата се од основниот буџет, дел се од донации, од странски донации, како набавка на ново противпожарно возило. Понатаму реализацијата на канализацијата, односно во тракање и решавањето на Кочански дол во Ризари, значи комплетно средства обезбедени од Швајцарската агенција за развој и соработка, обезбедени средства од владата за неколку улици кои веќе се започнати во фаза на реализација. Тоа се проекти кои верувам дека суштински ќе ја влијат на подобрувањето на животот на граѓаните на Кочани, а именување на ликот на нашиот град кој сакаме да го направиме на крајот да биде современо и пристојно место за живење за сите граѓани во нашата општина. По добивањето на уверенијата и започнувањето на работните обврски, членовите на Советот наскоро ќе треба да се договорат за одржување на конститутивната седница, на која ќе се официјализираат и координаторите на советничките групи, пошто и официјално Советот ќе може да почне со работа. Се очекува првата работна средба на која ќе се разгледуваат прашањата што се во надлежност на советниците да се одржи до крајот на овој месец. Новиот градоначалник и членовите на Советот на општина Чешиново Облешево официјално ги добија мандатите за работа во наредниот 4-годишен период. На мала свеченост што се одржа во општинските простории, каде што Советот ги одржува своите седници, претседателката на општинската изборна комисија Виолета Јанева им честиташе на изборот. При тоа им порача во работата што поефикасно да ги исполнуваат проектите што се од интерес на граѓаните. Новоизбраниот градоначалник Далибор Ангелов од име на присутните се заблагодари на честитките и рече дека ќе се залага за што подобра соработка со целиот Совет. Би сакал да искористам приликата јавно да се заблагодарам на сите граѓани на општина Чешиново Облешево кои изминатиот период ме поддржуваа и ми помогнаа во целиот изборен процес. Меѓутоа би сакал да се заблагодарам и на оние кои исто така ја дадоа поддршката на другиот опонент, бидејќи во иднина јас ќе бидам градоначалник за сите граѓани на општина Чешиново Облешево. Ќе се вклучам во принципот на неселективност, на безпривилегираност, ќе ги искористам сите ресурси кои ми стојат на располагање пред се од човечки, потоа и од други ресурси. И ценам дека тоа е единствениот и најправилниот начин за да можеме да создадеме една нова иднина.
во нашата општина. Јас и мојот тим ќе видиме бидејќи е многу реално пред граѓаните да видиме со кои капацитети ние располагаме, па да ја отвориме таа истата програма и да видиме каде би можеле да стартуваме. Субопарно ветување кај мене и кај мојот тим нема да има. Нема да има, значи ќе има реално и прецизно постапување по сите насоки. Во Советот на општина Чешиново Облешево има вкупно 11 советници. Тие по добивањето на уверенијата ќе треба да одржат конститутивна седница на која ќе се избере председателот и членовите на комисиите. Според првичното договарање, најверојатно првата работна средба на новиот совет на Чешиново Облешево ќе се одржи до крајот на оваа или на почетокот од идната недела. Локалната самоуправа на Зрновци со свечености и црковни чествувања го одбележува 8 ноември, денот на општината и на светиот великомаченик Димитрий, кој е патрон и заштитник на општина Зрновци. По тој повод во неделата Советот на општината одржа свечена седница, на која освен советниците присуствува и поранешни градоначалници, гости и жители на општината. Пред присутните се обрати и градоначалникот Борчо Коцев. Како градоначалник и од името на вработените во локалната самоуправа на општина Зрновци, на сите граѓани да им го честитаме големиот христијански празник Свети Димитрија Митровден, срекна слава, вечно име на сите славеници. На претходните градоначалници на општина Зрновци, останатите државни и општествени функционери од минатите години, лица од спортот, културата, како и сите останати наши сограѓани, кои што со своето функционирање, действување и творење во даден временски период од својот живот оставиле блескав трак во создавањето, градењето и развивањето на општина Зрновци. Мојата и помладите генерации ви благодариме од срце. Ние сме горди на вас. Наше е да продолжиме сите заедно во развивање на општина Зрновци. Во рамки на свечената седница на Општинскиот совет им беа доделени благодарници на сите досегашни градоначалници на Зрновци, како и на поголем број заслужни граѓани кои дале свој придонес во развој на општината. Исто така признанија им беа доделени и на учениците кои постигнале особени успеси во образованието. Во рамки на одбележувањето на општинскиот празник беше положено свежо цвеќе на споменикот на патронот Свети Димитрија во центарот на Зрновци. Празничната програма продолжи и со вечерна богослужба во црквата во Зрновци, како и со утринска света архиерейска литургија, со која чиноначалствуваше митрополитот Брегалнички Иларион, како и со настап на играварни групи во црковниот двор. И кочанските полициски службеници покажаа дека се хумани луѓе, особено кога во прашање е крводарувањето. Редовно организираат по 3 годишни акции, а веќе се реализираше последната за оваа година. Вообичаено сите крводарувања се успешни, со оглед што меѓу вработените во полициската станица, без оглед на половата припадност, има голем интерес за дарување крв. Потврда за тоа е што овде се наоѓаат и повеќекратни дарители, кои по 60 и повеќе пати се вклучувале во акциите и се меѓу најдобрите во општината. На последната овогодишна акција имаше и неколкумина полицајци кои за прв пат ја подадоа раката за да ја изразат хуманоста. Одзивот на нашите колеги е голем, значи има досега заинтересираност, истите даруваат крв и ќе продолжиме и понатаму се до 13 часот да ја спроведеме оваа крводарителска акција. Јас се надевам дека исто така успешна крводарителска акција ќе спроведеме и во наредната 2022 година. За самиот крај голема благодарност за сите колеги кои што се одзиваа во овој период на изминатите 3 крводарителски акции и повик и понатаму да бидеме сите ние хумани. Крводарителската акција во Кочанската полициска станица се реализираше во соработка со Институтот за трансфузионна медицина од Скопје. Од пред неколку години, полицијата организира своји посебни акции за дарување крв и во нив учествуваат само вработените, за разлика од поранешната практика кога имаше можност да се вклучуваат и други граѓани. Поголема материјална штета предизвикал пожарот што викендов се случил во Плевна во Виница, при што за среќа нема повредени лица. Во интервенцијата учествувала и противпожарната екипа, која успеала да го спречи проширувањето на огнот и загрозувањето на општата безбедност.
Од Министерството за внатрешни работи го потврдија настанот, при што во известувањето се наведува дека на 7 ноември околу 7 часот и 30 минути во полициската станица во Виница било пријавено дека настанал пожар во гаража плевна, сопственост на 68 годишниот ЗС од Виница. Од огнената стихија целосно изгорела плевната во која имало сено, механизација и алат. Веднаш по пријавувањето на настанот пристигнала и екипа на територијалната противпожарна единица од Виница, која за краток период успеала да ги изгасне пламените јазици. Од полицијата потврдуваат дека нема повредени лица, а полициски службеници направиле увид на лице место за да се утврдат причините за избувнување на пожарот. Викендов се одигра 10-тото коло во втората македонска фудбалска лига, во која екипите од Кочани и Виница гостуваа. Осогово се врати со пораз од 2:0 од гостувањето во македонска Каменица против Саса. Жолто-сините не успеа да изборат поволен резултат, иако во текот на поголемиот дел од надпреварот се играше без голови на двете страни. Сепак во последните 10 минути од средбата тие примија 2 гола и останаа без бодови. Првиот погодок домашните го постигнаа во 82-та минута преку Мисердовски, а казната за гостинскиот тим и конечниот резултат стигна во 84-та минута со голот на Божинов. Со освоените 11 бода досега Осогово останува во долната зона на табелата со оглед што е на 7-та позиција. Во следното коло што ќе се игра по двонеделна пауза, жолтосините ќе бидат домакини на лидерот Слога 1934. Виничкиот тим пак во 10-тото коло ја продолжи серијата успеси, а таа се потврди на гостувањето против последно пласираното Братство, при што забележана е победа од 1:0, со што се освоени важни 3 бода. Со нив Слога се најде на првото место на табелата пред прилепска победа која во ова коло киксираше на гостувањето во Пехчево против Китго, каде играше нерешено 1:1. Инаку голот за Виничкиот второлигаш на средбата против Братство го постигна Шуку во 75-та минута.